Здраво живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Дојде и тој ден, цел свет бруи, претходно периодот, хаос, луѓе градат бункери, скривници, пештери, ги опремуваат со залихи се, прават стратегии, планови. Овие што се главешини, моќници, милионери, милиардери, цели градови под земја опремуваат со филтри, со намирници, со залихи, се прават списоци кои ќе земаат со себе да судниот ден го преживе и да ја населат, ја расеат планетата од која све ѓурултијата ќе одмине. Доаѓа све потензично, понапетно, се бруи на сите вести, телевизии, канали низ цел свет, значи едно лудило. Доаѓа времето, доаѓа онака никош претходно да толку се верува у оваа една будалаштина и промовира и комерцијализира, да безмалку и мене ме убедија дека ово е датумот која дочекавме, ете и тоа да чудо го фатиме у лајф, уживо, да крај на светот бидеме сведоци, го однесеме тоа сеќавање со нас у гробот, вечноста, да едно го имаме искуство. И све се одбројува, се ден, два, пет, више, тотално све шекнато, удри бригу на веселје, више кога дошло до таму, дај бар да се последниве денови изнаживееме и така више нема што да изгубиме. А ја и мојов брат, нека му е лесна земја, кој оваа година ме напушти, остави неизмерна тага и празнина, мојот Макис. Правиме едно кратко експресно заседание, брзо потезно умало, и одлучуваме да енд денот, конец на филмот, крајот го пречекаме, дочекаме широко раширених груди, раце пружени, го чекаме да го загрлиме тој крај, да не однесе, не одвее со сите заедно и да не у вечноста телепортуе. Викаме, брати, така од деца топ тема, живееме за тоа и инвестиравме све, цела љубов ја насочивме у таа риба, тој риболов. Па викам, фере и последниот ден да го поминеме, проживееме крај нашата омилена река, која ни е топ тема, од која прв ден сме се запознале. На Вардар, викам, идеме, па што е пишано, тоа ќе биде. Важно ние со трските заедно, викам, у амбиентот, у обкружение рибарско, со колегите таму, и викам, тоа е како за сите, така и за нас, важно стрекни, викам, ќе ја умреме. Бива, брат, зијам ракијата, зимај ти трската, црвите, се пакуваме и заминуваме. И така, вика, што дали денес, дали утре, никој нема да остане за 100 години, сите што се денес живи, 8 милиарди бели црви ќе се претворат, ќе ги изедат рибиве. У воз, викам, знам корешница, јаде, идев тоаш у недела по 2-3 пати, викам, таму идеме, бајри ќе фаќаме, ќе се занесеме у тапата у рибите, па и кога ќе удри тоа, викам, крај на светот, мајанскиот календар кој што го опишува, кој што го типува, нема ни да сме свесни, викам, кога ќе наопали, нема многу да му се потресуваме. Последна слика, тапата ќе ни биде, со неа ќе заминуваме. У 5:30 на станица Ладно Камен се укрцуваме и путуеме. Ама топло, убаво купе, у вагон, батко Аки задремуе, а овие двајцава со мене поима немаат кај ги носам. Знаат само дека им опишував дека треба еден мост да се појави, таму треба, викам, да ја рипаме, да правиме скаламуци. Што следно е, викам, ќе треба дури у Демир Капија да се симнеме, па пешки да идеме после до местова, и блиско е, ама и баш не. И ја задремуем, викам, малце само да дремнам, викам, кога јас се исклучувам, несвест. И
возов нешто под застанат, ме тресат овие, ајде брат, брзо, ајде, вика, еве го место изгледа, ова е тоа. Ја таков поспан, бунило, појма немам ни кај сум тргнал, где сам пошо, где сам мошо, отварам очи, све бело, све хаос, викаме, ние да не отидовме више на светот на другиот, да не загинавме, умревме, отпатувавме, викам. Не бе, вика, снег почна да трупа, вика, навака како идеме, вика, вее, вика, види пола метро, вика, све снег е. Ај, гледам што да видам, абе, ко на скијање да сме тргнали. И гледам мостот, гледам амбиентот, и викам, абе, тука сме, возо више, зима некој темпо, убрзање. Брзо фрлам јакна на мене се, чижмите, вака, така, ранецот, се натоварувам, све, фул. Викам, ај, што, викам, рипаме у вожња. Абе, ти си, абе, викам, ајде, рипајте брзо по мене. И ја прв, демек да скршам ледот, рипам, таков не расонет, кој што сум спијал, склупчен, укочен целиот, не амортизиран, рипам, натоварен, а мислев тука, поред шините, нели е малце косина, и снегов натрупал и викам, ке ме избалансира, ке ме утапка, ке ме изамортизира да скоков го полесно пројдам, да не се повредам. И како рипам, се дочекувам на нозе ми попуштаат од ранецов, од товаров, од гардеробава, од све на мене, не раштрафен, не подмачкан, не угрјан, и више не можам да стојам на гс, ке појаѓам, ке подклекнем и викам на колена, ке се спуштам да го избалансирам и очекувам, нели, у снег ке се уземјам, а тоа све карпи да ти биле тука затрупани, камуфлирани, како на колена паѓам цел таков од скокот од високо у лед, у трк, у вожња, така на колено ми се укопува карпа, абе, мислам, вода од колено низ мозок ми се крена, ми направи цунами, ми направи крај света, пред време ми зема здравје кариера. Абе, инвалид, леле, солзи, хаос. Овие се, више иде, возов у далина ме гледат, не зна дали да рипа, дали да не, ајде, и они курбан се фрлија, се истркалаа, као у филмовине која гледаме каубојски, ги направивме, катастрофа се сторивме, и доаѓаат кај мене, ја не можам да станам, плачам, боли, леле, викам, не ме пипајте, не ме мрдајте, колено, викам, скршив, не можам, каул, леле, ај, Ама со едно око овкам, прам со друго мосто таму го гледам, викам, леле, стигнав, ме фаќа адреналин, снег, све топ, викам, крај на свет, па ќе се издржи, викам, уште некој сат и со скршено колено и така, викам, до тука било живеачката. Ме фаќаат ко партизан под мишки, ме креват, се исправуваме, идеме малце поблиску на кај мостот, шипки. Абе, брат, што? Абе, викам, бе, не, ово изгледа мостот, бе, како бе, не? Не, бе, викам, брат, све е исто, ама ништо иста не е. Како бе, не, викам, не, па кај сме, па викам, појма немам кај сме. И па вика, и сега што, па викам, вие не гледавте кај стигнавме, не знам, вика, бе, се гледа, не се гледа, темница, знаеш, вика, како возов шиба низ дивина покрај Вардар, низ некои терени, све, вика, пустелија. Па не пројдовме, викам, некој град, нешто, тотално не знаете, викам, кај се наоѓаме, викам, не бе, вика, и са ја, како да сме изгубени германци, не знам дали сме пред Велес, дали сме после Неготино, дали сме, можда, Удово сме стигнале, појма немам кај сме. И викам, ајдеме сега пат да најдеме нешто, викам, и да прашаме, и идеме таму, идеме, лутаме по тоа едно шуми, дрва, хаоси, на еден пат искачаме и идеме сега као избеглици по патот и кола една проаѓам, насред тој пат го блокираме, мафтаме, застанува тој, вика, што е? Викам, бе, кај се наоѓаме? Вика, бе, како бе, кај се наоѓате? Викам, кај е ова, што е? Викам, овдека. Па вика, ова е измеѓу Демир Капија и Неготино, вика, така нешто ќе му дојде. Ај, што збори? Да, бе, вика. А кај требаше вие диете? Викам, Демир Капија. А, вика, далеку вие, вика. Едно 10 километри, вика, од Неготино, вика. Неготино ви е близко.
Викам, ајде да не однесеш до Неготино. Ајде бе, вика, и там ја натака, вика, влагајте, сам сум и така. И му се ставаме на тој, сака неќе више, дур збориме ние, работите ги товариме кај него. Муавет вака така, стигаме Неготино, такси бараме, му викаме, другар да не возиш до Корешница. Ајде, вика, ќе ве возам. Влагаме у такси, ајде, пуна акција, стигаме до Корешница, радосни, среќни, што сме стигнале на местото, викам, ги убивме сега, викам, секој ден, викам, значи месец дена, викам, секој идење 20 пати бе, викам, месецов ги уби, викам, мераци, викам, ќе истераме, бар насмејани души ќе умираме. Ама, како се поставило увек тоа правило рибарско, да со години знам, прв снег штом го пресече водата, рибата бе као со нож да не постои, мислиш, абе, ко на дугме исклучено, нема жив свет, не мрда тапа, не пипа, ко на улица да фрлаш. Така беше и овој пат на местава, кај што 2 дена бев претходно, последно ги убив, сега возам, фрлам, возам, крмам, фрлам, возам, абе, не ќе дудри Белвица. Овие, викам, толку ги возав, ги тапацирав, го мирав, полирав ги, мотивирав, викам, идеме у рајот на земјата да фаќаме у најброј еден местото, викам, у моментов рибарско, атрактивно, активно. Ама испадна тамбурашко, кога тука, што да видам, едно 20 метри погоре, чувеното базата на Демир Капија, рибарите болнити од Корешница, каде ја минаа цела сезона, уживаа, пецаа, другарува, ракиите ги пија. Викам, ништо, идеме ондека, има еден, викам, кафич рибарски, на Сепаре, викам да провериме кој има, што има, и таму ќе му ја заседнеме на огин, покрај камин, викам, им го правам филмот, овие стварно мислат дека има нешто таму рибарско. Ај со мене, идеме, кога таму гледам отворено све више, почнале со денот работа, кафичот стартувал, газда вче со конобарот, насмејани не дочекуваат, се гушкаме, се поздравуваме, одма живели се знаеве, братот на слика, мојот макис не преболен, ракијата не ја испушта ни на слика, шишето до него го паркирал. И гледаме дека нема што више, и они викаат, кај го најдовте вие баш овој ден со снегов? Нема, вика, ние искочивме колку да испукаме петардите тука, кормораните да истераме, вика, да не ни пропадне зимувалиштево, толку го држиме, го чуваме, го пазиме, бутавме дрва, градевме, вика, па ќе одмине, знаеме, водава снежна, па ќе се активира, ќе се адаптира, ама му треба една недела бар да се све смири, да се прифати, да се помири дека и кај рибата дошла зимата. Викам, браќа, знаете кој е датумот, кој е денот Д, па се погодило дури 12 сат да биде, како што гледам на сликава. Да, сите 12 се наредија, викам, нека е зарно, нека е зува, ми беше мило, чест, задоволство, што бев со вас тука, што се дружев, што се познавав, што бев у иста фела рибарска, да и да изексаме ракијава, скарава, да спечеме, спржиме, да ја замезиме и да седнеме, да тихуваме, да го чекаме тоа крај на светот, да видиме, да го снимиме као ќе биде. И кога ме удривме ракијата, песната, смејата, шалата, тамбурата, унга, бунга, ватрата, следно се будам, Скопје, ни крај на свет, у воз ни знам како сум влегол, ни како сум стигнал до Демир Капија, ни како сум се вратил назад, знам само ме будат пак индијанциве на станица, ја пак убунило све, пак ли сега треба да рипам глава, да кршам, се смеат, ајде брат, се вративме назад, преживеавме, све е под контрола, све е како што треба, вриштиме се, газиме од смеење, се гушкаме, пројде ѓурултијата, одмина
олујата е бати гуњата, како викаат. Да, еве дојде дури денеска да одбројуваме уште една недела до најлудата ноќ у планетата, да прославиме 26-та година, како гледаме ни мајски, ни муда, ни тамбурски, ни Нострадамус, све приказки, да другари, кога е пишано, тоа ќе биде, до тогаш од оваа земја никој нема да отиде. Ве сака ваш брат рибар најверен, ваш тамбураш Аки Рибар. До следно, секој добро и бистро мајсториште.